Какви ветувања дала македонската влада за приемот на правичните 650 бегалци од Авганистан? Откако премиерот Зоран Заев ќе кажа дека од нас никој не побарал, туку ние сами сме се понудили да примиме афганистанци, останува отворено прашањето: каква ресоциализација ќе добијат оние кои ќе бидат сместени во капацитетите низ Македонија? Ваквите прашања ги упативме и до владината прес-служба. Побаравме и одговор дали од Илинденска има ветувања за вработување на оние кои ќе пристигнат и школување за децата. Одговор не добивме. За сега единствено владата најави покривање на трошоците за транспортот од аеродромот до хотелите. Трошоците за нивното сместување на неколку хотели и мотели во земјата ќе бидат во целост покриени од меѓународните организации и од САД, се до нивното заминување кон САД или до трети земји како нивна крајна дестинација. И додека македонската влада оди со тезата дека влегуваме во мировна мисија на која требало да бидеме горди, без да ги каже конечните намери, Албанија веќе отворено кажува дека на афганистанците ќе им понуди политички азил, откако веднаш по пристигнувањето ќе им биде дадена дозвола за престој, пренесува тамошната телевизија Топ Чанел. Премиерот Еди Рама изјави дека неговата земја ја отвара вратата за најмалку 3000 афганистанци. Тие ќе бидат сместени во студентскиот дом во Тирана, како и во хотели во Бират. Македонија сама се нуди, а околните земји веќе на големо преземаат мерки да ги заштитат своите граници. Грција ја завршила изградбата на оградата долга 40 километри на границата со Турција и поставила нов систем за надгледување со цел да се спречи мигрантски бран, како во 2015 година. И Турција нема намера да стане европско складиште за мигранти, како што најавува председателот Ердоган. Австрија пак не сака ниту да чуе за прием на бегалци. Канцеларот Себастијан Курц категоричен, доволно лица биле примени со мигрантската криза. Потенцира дека тие лица треба да се задржат во регионот. Споредбено посочува дека во соседните земји на Авганистан, Туркменистан и Узбекистан се примени само по 14, односно 13 лица. Јасно сум против тоа доброволно да прифатиме уште луѓе, и тоа нема да се случи додека сум канцелар. Мислам дека не треба да прифатиме уште луѓе. Сосема спротивно, Австрија даде несразмерно голем придонес. Според информациите на Заев, во Македонија треба да пристигне локално население од Авганистан, вработени жени и деца, од семејства на вработени во хуманитарните и миротворните меѓународни мисии во Авганистан. Во регионот, освен земјава, Косово и Албанија, бегалци од Авганистан треба да пристигнат и во Словенија, но само 14 на број. Србија и Црна Гора нема да примаат ниту еден.